Фудбалскиот клуб Тиквеш оваа сезона успеа да се врати во прволигашкото друштво. Се вратија од втората македонска фудбалска лига група Исток. А во втората македонска фудбалска лига група Исток оваа сезона се надпреваруваше екипата на Росоман, која за жал испадна од второлигашкото друштво и се пресели во третата лига. Единствен представник од нашиот регион кој следната сезона ќе ги брани боите на регионот во втората македонска фудбалска лига група Исток, остана екипата на Локомотива од Градско. Екипа која што сезонава во третата македонска фудбалска лига група Југ беше убедлива на првото место, иако не ја завршија сезоната, меѓутоа за сето тоа ќе поразговараме со шефот на стручниот штаб на Локомотива, типче од Кавадарци, инаку се вика Сашко Пановски. Добар ден, како си? Јас сум одличен. Мило ми е. Кога спортистите се одлични, кога има добри резултати, да ти кажам, и јас сум одличен. Супер. Ајде се шетаме, ја и ти. Може. Кажи ми вака, од кај дојде со работката со Локомотива? Изненадно. Седевме со градоначалникот така на еден состанок, бев повикан и... На Градско? Да, на Градско. Јас како тренер иден, бивши тренер во женскиот фудбал и вика немам тренер, вика. Екипата ќе излева, ја викам повели, тука сум шо требе. Може ли да соработуваме да направиме нешто? Може, викам, они кога ги презедов беа на последно место, тоа беше втората полусезона во 2020 година, да. И изненадно така. Не са кејчи, викаме ние. Те прашав намерно, бидејќи луѓето те знаат како прво наставник по физичко воспитување, второ тренер во женскиот фудбал, некои кои што те знаат и тренер од бојкарски клубови, кошаркар, меѓутоа никаде не излегуваше спојката со женскиот фудбал со машки фудбал. И сега најна Сашко Пановски, тренер на Локомотива. Па добро сега. Пред се, со женскиот фудбал почнавме така изненадно, случајно со наставникот Блажо и го презедовме, го направивме, го оформивме тој ЖФК Тиквешанка, значи ние како професори по физичко иницијатива дојде и направивме успех. Меѓутоа, да бидеме искрени, рака на срце, Тиквешанка беше шампион, Тиквешанка играше, ако не се лажам, квалификации за Лига шампиони, да, во Струмица игравме, со првакот тогашен во 2009 година Лион. Прваци беа, во ждрепката ни се падна, значи Софија ни беше, Лион беше од Франција и од дамна беше сега. Да, не, чекај, овој. Од Исланд, само не знам името како беше. Да, ама во нивна конотација женска. Го превзеде тимот на Локомотива втората полусезона од 2019-2020. Точно. Обстанавте во лигата? Обстанавме, дали по среќа на короната одигравме една утакмица и се прекина првенство и така да беше, останавме. Но играчите Костурот што го направивме, значи во ова 2020-2021 го носеа, значи цел Костур е тој истиот што освоивме оваа шампионска титула за влез во втората. Да. Меѓутоа, ајде кажи колку фудбалери од Градско имаш во состав? Од Градско имаме 8 фудбалери, значи што се во првиот тим и редовно што тренираат, по некои сега знаеме трета лига, кој е слободен, кој може, кој не може да дојде. Така да друзите околу 8 се од страна. Увозни. Да. Тоа ја изреке морам да признавам. Пановски, 2020-2021 рековме ја почна во глобала со истиот костур на фудбалери, со кој што ја заврши претходната. Меѓутоа имаше и по некои, ајде да речам, засилувања. Не зборуваме за странски засилувања, туку од околните места, нели? Да. Пред се, познавајќи ги фудбалерите и играчкиот кадар со кој што
ајде да речеме, нешто од Росуман, нешто од Марена, нешто од Криволак Да. и така натаму. Па грото од екипата е од Криволак, значи криволчани, добри, искусни фудбалери, пред се многу голема благодарност до голманот Игор Милошевиќ, столб во одбраната, значи искусен голман во Силекс има брането. Втората полусезона ни дојде Дарко Најдов од Марена, среден играч, многу добар. Организатор ни ига, контрола на топка феноменална. Имавме у нападот од Велес, од Бабуна, земавме еден играч и еден од Лозово. Лозово, Велешко, мислам дека е, не е спрема Свети Николе. Меѓутоа, во нападот Нападот исти остана, да. Шабанов само по втората полусезона што не напушти. Косторот беше тој. тој замена во Братство, Да, ако не у се Братство замена. Течеше како што течеше полусезоната, почна втората полусезона и пак со коронава, односно пред се со задолжителните ПЦР тестови, се прекина надпреварувањето во трета лига. Да. Меѓутоа, имавте убедливи колку? 7-9 бода пред вториот. 5 бода. 5. Со последното Да, коло ние Братство бевме, да, ние службено доби. бевме службено доби, ние бевме слободни и така да после Братство требаше да биде слободно и излеват дека се 8 бода. Да, 8. Меѓутоа, да речеме конкуренцијата кога станува збор за останатите трети лиги, некада беше многу потесно, поинтересно, меѓутоа ете Кајвас на некој начин веќе однапред се знаеше, иако тука беа Црнилиште, тука беше Братство, па тука и амбиции има и Вардар од Неготино. Меѓутоа едноставно вие знаете како да ги задржите тие бодови кои што ви беа како Па добро, ние предност со од другите. второ пласираниот со Црнилиште на гостински терен ги победивме и тоа убедливо ги победивме со 6-2. И нема што да бара, значи конкурентот што беше до нас, му се одлепивме и направивме разлика. Сега кажи ми, во стручниот штаб кој ти си? У стручниот штаб, конкретно имам од градско, но не се како стручен штаб. За тренери сам ги водам сега за сега се, пошто трета лига знаеме колку е. Меѓутоа сега втора лига Втора лига сега се нови амбициите и одново ќе почнеме да видиме разговаравте ли со градоначалникот? Да, во преговори сме сето тоа, да видиме сето како што треба да биде. Неова те прашам сега нумо да излезе Сашо Пановски го внесе тимот во втора лига и сега Сашо Пановски повеќе не е тренер на Локомотива Град. Не. Осам нормално ако не добие подобро понуда од некаде. Не. Останувам во градско, ќе бидам тренер. Значи почнуваме во втора лига, но ќе зборуваме понатаму за засилувањето што треба да дојдат. Косторот ќе остане исти, значи од овие играчи и со мислам 5-6 засилувања дека ќе направиме добра екипа. Не ни е целта само да изиграме втора лига, целта ни е разговарано и со управата да останеме во втора лига. Значи да направиме резултат, да не се прошетаме за една година, само да влеземе и Да не правиме влези и излези. Да, влези и излези. Пановски, како тренер на фудбалскиот клуб Локомотива, мисле да ме ангажира и мене изгледа во клубот, бидејќи на овие кондицијски тренинзи по скали и ред други работи. Кажи ми, дали Црнилиште ви беше најсериозен противник сезонова или... Да, Црнилиште беше најсериозен. Значи, најдобра организација, можам да кажам, после нас има они како клуб. Значи, во целина... А Братство? Братство со доаѓањето на Шабанов во целина се засили со него, но не гледавме конкуренти, пошто таму ги победивме. Така да не ни беа конкуренти. Добро, знаеш, секојаш постат оние рекла, казала, муабети, Прилеп, центар на регионот, можеби ќе навиваат малце за прилепските клубови. Не. Дојди кај нас до израз спремноста на екипата, значи тоа што се подготвувавме цел период, значи во припремниот и сега во завршниот дел. И дојди до израз, така да не и да продолжи првенството, не гледав некоја пречка. Секој ден имавте тренинзи? Да, секој ден. И сите играчи одговара на
Ако нема Костор од главните играчи, да. Сега, ако нема работи по поле. Не по поле, некој си оде, знае, Дрекслер Мајер работи втора, трета смена. Значи, таа недела не може да дојде, иначе косторот на екипата оние што го дадоа најногу максимум, беа на трениси. Значи, немаше проблем во тој дел. Пановски, кадровски, за следната сезона ќе те прашам малку подоста, да те прашам инфраструктурно. Градско надпреварите ги игра на нивниот стадион, во Градско. Свој стадион, да. Меѓутоа, ајде кажи ми ти колку тој стадион може да одговори сега за потребите на втората лига. Сега, Или ќе треба нешто да се Па со мала корекција ќе треба да се среде. Во димензии се окей, значи е едно од подобрите игралишта што беше во трета лига. Да кажем дека исто како Русуманското, например. Да, тие се исти направени од државата преку Од Агенцијата за млади и спорт. Може че треба уште една соблекувална плюс да има за судиите, за делегати, за записник да се прави. Ама тоа Тоа ќе си го реши управата, градоначалникот ќе си реше, така да ќе одговориме, мислам, на барањата спрема федерацијата што се стандардите за втора лига. Со спортско опрема како стоите? Па имаме дресови, еве, ова што го носаме од најновите дресови се и треба за втора лига, мислам дека ќе има. Никогаш немало проблем за опрема во Градско. Сето опрема, фудбали се е средено како што треба. Годинава короната си го стори своето, меѓутоа на надпреварите во самото Градско, на домашен терен што ги игравте, околу теренот, околу стадионот, секогаш имаше публика. Да. Локоси, да. така? Тие се најверните навивачи. Тоа што се лозари за тиклиш, тоа се локоси за локомотива. Локоси за локомотива, да. Сега, ќе се навратам на првото прашање. Дали веќе размислуваш, како шеф на стручен штаб, да ангажираш фудбалери кои што би играле во втора лига, кои што играат, да речеме, што знам, Росуман, Марена, од Тиквеш на позајмица? Па, шо, мислам да. Пред се најногу ни одговара од Тиквеш, оние кај што не може да одговорат за прва лига, младинци пионери, младинци што се до 18-17 години имаат право да играат, па ствар на договор е тоа. Имаш соработка, нели, со фудбалското Тиквеш? Да, не само со Тиквеш, и со Росуман сме у контакти, и со Вардар неготино сме у преговори, со тие што ги следиме играчи што се добри континуирано у првенството. Ова намерно го прашувам, бидејќи пред малку кажа, нели, дека немаш намера само да се шетате, излези, влези, да правите. Сакате да обстанете, тоа е најнормално, дека со на фактот што вас годинава втората лига ќе биде исклучително тешка. Беласица се врати во втората лига, се врати Силекс го врати во истокот, иако беше на западот. Меѓутоа и Силекс го вратија. Точно. Ќе биде исклучително тешко. Кожув, Осогово, Детоните ве Флева. Да, Китго. Ќе имате многу тешка работа, меѓутоа. Да. Кога обстанок во прашање ништо не се знае. Така нели? Нас не пред се тоа не е целта, да обстаниме во втора лига, да не бидеме само епизодна улога, да влеземе и да излеземе. Пановски, тие што те знаат, нели, рековме на почетокот, ти си наставник по физичко воспитување, меѓутоа неодамна директор на Основното училиште Тошо Велко Пепето. Точно. Дифовец. Да. И сега да ми кажеш колку оно што се вика педагошки дел од факултетот го користиш за подготовка на тимот, на самата утакмица, на самиот надпревар, онака психолошки да делуваш, да дадеш мотивација. Нели навикнати сме тренерите да ги гледаме, викаат, цркаат, се караат, цујаат. Она педагошкото? Па педагошкото мислам дека сум добар педагог пред се, значи кога успеав од девојчињата да ги земам како мали, значи они беа тогаш 6-7 одделение, па стигнавме до квалификации на Лига на шампиони, значи не е лесно и девојчиња да научиш пред се фудбал да играат. Ни беме како пионери во фудбалот, меѓу првите клубови сме.
ЖФК Тиквешанка во Македонија беше меѓу првите клубови со победа од Прилеп и Јако не слажат Кочани беа. Ломбардини, не, Кочани после дојде. Ломбардини од Скопје, единство од Скопје, така да ние го оформивме тоа лигата, женската. Бевме повикани во федерацијата и направивме голема работа. Значи, девојчињите ги донесивме до еден прекрасен успех за мене, незаборавен. Така да, мислам дека и мојата педагошка работа делува во градско, значи пред се со смиреност, со едукација, имам лиценца, Б лиценца, значи за водење на млади категории и овие категории што се до трета и втора лига. Тоа во целина мислам задоволувам и одговарам на предизвиците што ми Беше се пионер дадени. за женскиот фудбал, меѓутоа мене ми се чини и ова е историски успех за фудбалот во градско. Па еве, градско мислам постои од негде на околу 60-та година кога е оформен клубот, значи никогаш не влегол во поголем ранг од трета лига. И сега втора лига. Сега ти втора лига, значи прв пат во историјата на градско како општина че има второлигаш. Имаше ли, ајде да откриеме тајна, може би тајна, меѓутоа, ајде да кажем, имаше ли предвидено награда за фудбалерите за пласман во втора? Има предвидено, да, има предвидено, тоа ќе си го реше градоначалникот со општината, значи и со спонзорите што се во Кога ти го план да почнете со подготовките за втора лига? во јули месец, почетокот на јули месец. Знаеме дека во август веќе се почнува, дали прво ќе бидат куповите, па после е првенството, значи да имаме едно 40 дена. Дали тоа значи дека веќе му кажа на фудбалерите, така планирате дојдете негде на одмор да се завршите до тогаш? Точно. На овие, а што се старите фудбалери во градско, да, што контактирав до сега, што се. А сега во со овие новите ќе зборуваме. Се предвидуваат. Имаме доста планови. Сакаме да одиме до Германија, зависи до коронавирусот, се е обезбедено и пат е обезбеден. И утакмици се обезбедени со третолигаши од Германија, локални таму што се. И да не откривам се. Да почнавме во пријатен амбиент, природа, свеж воздух, ама мора да ја завршиме на твој терен, што се вика, на фудбалски игралиште. Да. Сега говориме за фудбал, збориме за фудбалски клуб, а да не се појавиме на фудбалски терен. Ми откри во еден неврзан разговор една тајна дека дел од оние кои што ви се спонзори ќе го обезбедат ако дозволи короната патот за Германија. Да. Меѓутоа, навистина, како трето лигаш, имавте многу интересни имиња, бизнисмени, кои што го помагаа клубот. Вклучувајќи го тука, нели, првиот човек на општина Градско. Да. Па добро. Тоа беше негово менаџирање, значи успешен градоначалник е оној кој што ќе изменаџира добро, да донесе добри спонзори. Како нашиот Митко Јанчев. Да, точно, исто како. И така со добри менаџери се иде до успех. Остануваат спонзорите? Па мислам дека остануваат. И плюс уште тоа си е работа на градоначалникот. Во тоа не навлевам. Меѓутоа и така на председател на клуб, директор на клуб, спортски директор и ред други работи. Тоа што си е. Па сите што се во управата, тие се носители на целиот клуб, така да нивна е одлуката кој како и што. Реков, надпреварите ќе ги играте во Градско. Јас искрен да бидам, пак ќе речам оно што го кажав на почетокот, вие буквално годинава сте единствените наследници на овој Тиквешкиот регион во втората лига. Немаме друг второлигаш. Росомон испадна, Тиквеш се качи во прва лига. Ќе го остана Градско да ги брани боите на Тиквешијата. Ете, честитки до ФК Тиквеш што после 18 години, значи повторно влезе во прва лига. Градско остана да ги брани боите на Тиквешијата, мислам дека ќе биде се во најдобар ред. Ова на некој начин пак ќе биде и покана за луѓето од Тиквешијата, ако дозволи короната да доаѓаат во Градско и нормално да навиваат. Да. Бидејќи пак ќе речам. Па ние во трета лига имавме навивачи и љубители на фудбалот од кавадарци што идеа во Градско да не гледат не само во Градско. И на страна. И на гостински терен. Така. Како оди работата со образованието? Ајде.
Па добро. И тоа да кажеме. Образованието си оди се како што треба во најдобар ред. Мислам дека е од моја страна, од моја гледна точка. Нема никакви проблеми во училиштето. Си завршуваме задачите навремено и така мислам дека ќе продолжи. И сега мора да ми кажеш ама искрено. Ајде, Што е искрено. потешко, да бидеш наставник по физичко, да бидеш директор во школа или да водиш второлигашка екипа? Тешко прашање. А види, ништо не е тешко ако Сега се да видиш сака. како му е на дец, така че му Знам, постават наставниците знам. двосмислено. Не, ништо не е тешко ако се сака да се работи. Значи, како тренер, ако ти исполнува да идиш со елан, со мотив, значи, оној план што си го имал зацртан, што го имаш зацртано, значи, месечен правиме исто и ни квартален тренерите и годишен. Така да и наставниците исто го правиме. Значи, ако се придржаваме према тоа и одиме се напред и планот се остварува, тогаш екипата има успех. Значи не си искршнал од патот. Одиш на прав пат. Исто и како директор. Секога годишна програма имаш, си одиш по годишната програма и се во најдобар ред. Како идат така да задачите, врските си ги да, полно. да, ако ја сакаш работата, значи уопште не е тешко. Морам уште нешто да те прашам. Кога втората лига македонска е во прашање, што мислиш ти кои ќе бидат во новата сезона Прволигаши? кандидати за висок пласман? Да не зборуваме презерви, не знаеме кој со каков состав ќе дојде, со колкав буџет ќе влезат во игра, така да стварно не знам. Ова го прашав затоа што, нели, пак ќе се навратам на она, нема да правиме влези и излези. Да. Меѓутоа, Локомотива како ново печен второлигаш, за прв пат во историјата, ќе има многу тешка задача со оглед на фактот што да речеме дури оние што беа годинава на пониските гранки, Осогови, Кит Гол, па макар и Кожув, сигурно ќе се заседат, сигурно ќе се ги изголемат амбициите, апетитите, така да не излезе сите против Локомотива. Тако. Не верувам, не. Не верувам сите против Локомотива. Нема таа смисла, него знаеш сега, како. ако гледаме реално, ако овој костур на играчи Силекс го задржи, значи може да зборуваме за некој фаворит на хартија, ако су исти играчи, може да Силекс да се врати пак во првата лига. Другите, ние да бидеме така топовска храна, не верувам. Така да работиме и на тоа што зборувавме претходно, дека и Локомотива бркар за силување, значи ги бараме. Ајде го оние искоментираме најдобрите. комшилукот, значи сите останати екипи. Росоман, твои оценки, Росоман испадна во втората лига. Добро, Росман, мислам, испадна, имаше добра екипа, имаше одличен старт. Ми се чини дали 4 бода или 6 бода. Да, на почетокот, првите 3-4 кола беа врвот. Финансиите, мислам дека се таму проблем беа финансиите. Марена И во трета лига игравте со Марена нив. во трета. Вардар Неготино во трета лига и со нив игравте исто. Добро, Вардар Неготино, добра, многу добра екипа, значи се случува промени, тренери се сменија, спонзори се сменава, така да нешто таму е друго во прашање, не се играчите. Не е, мислам, составот на екипата проблем. Значи не е до фудбалерите. Ти кој ќе Да. игра во прва лига, твоја оценка, твое видување, што мислиш? Моje видување. Има ли за шанси типеш- тој да не биде она излези влези? Па, не смее да се дозволи. Значи, после толку години да се прошеташ во прва лига, тиквеш самото име не заслужува. Значи, треба да се гледа, значи, тоа е на управата, да се остане, да се влезе, барем да се биде негде во средина, да можеш да Да упатиме еве сега пред крај на ова емисија, да упатиме еден повик до управата на ГФК Тиквеш, сите оние млади фудбалери кои што треба да се печат, да се калат, вратите на Локомотива се отворени. Втора лига е втора лига, сепак да не биде трета лига. Ние така. Локомотива секогаш била спремна за соработка, така да не И за Шопановски е наше вратите пријателе. отвараме И златни порти. врати. Да, порти да дојдат некои. Имаш ли од оние ветераните во составот? Да речеме, оние малце повозрастните кои што колку толку помагаа во клубот? Да, помага, Дека- ама сега и сами они се свесни дека не може да играат сега. Реално правиме. втора млади. лига е Втора лига. кондиционал. Значи му треба тренинзи. Друг е надпреварот. Многу е голема разликата помеѓу втора и трета лига. Не знам што друго да те прашам, освен се надевам дека дружењето во втората лига
ќе ви стане, па да не речем пракса, него ќе ви стане нешто како секојдневие, односно не само оваа година, него и годините што се пред нас, да ја гледаме Локомотива во друштво на второлигашите, дај Боже ако ти како што викаш има спонзори, има добра екипа, па и во прва лига да влезе, сега апетитите нормално и на жителите на Градско ќе пораснат. Не само да се бориме за опстанок, сакаме да победуваме. Пред се овие играчи што играат ќе видат благодетот од самите терени. Значи еве сега сме на еден прекрасен терен. Тиквеш да лани играеше втора лига, ние трета, одиш на не добри терени, значи не добра организација, значи и пак се втора лига преднос имаш во терените, значи организација како што треба. Па добро, ги гледав ја некои надпревари на Градско, бога ми во некои клубови кај што гостувавте. Па навистина терените беа катастрофа. Иначе она што ме праша, ако управата како до сега што работи и си го задржи интересот за фудбалот во Градско, ја мислам дека ќе нема проблем. Сега почнуваме и да оформуваме и младински категории, пионерски категории, значи како мора да се работи. Мора ли да имате? Да. Не и да мора, но ние како клуб у втора лига треба тие деца да ги згрижиме, да направиме. Има ли доволно деца? Па има, како има. Ако нема од Градско, ќе земете од Росо? Не, деца има, пионерчиња, сето тоа училишто работи, има деца. има деца. Бројчено, нели, да се пополни пионери, кадети и младенци. Да. Тоа се што следува за да личиш на клуб. Да не бидиш само една бледа слика. Јас ќе ги поздравам Локоси, ќе го поздравам градоначалникот, да му кажам да продолжи таму каде што застана со фудбалскиот клуб Локомотива. Господинот Сашко Пановски, првиот тренер на Локомотива, човекот кој што му го донесе на жителите на Градско она што се вика втора лига во дворот.